Велат во Македонија, ако и најмало камче поместиш, ќе најдеш археолошки предмет. Локалитети има насекаде, населби, некрополи, траги од антички градови. Но прашањето е колку тие се истражени и заштитени. Во земјава постојат специјализирани институции како што се музеи, конзерваторски центри и факултетски научни центри за археологија. Стручниот кадар постои, но проблемот останува – презентацијата пред јавноста. Јане Клековски, кустос советник во археолошкиот музеј во Скопје, беше единствениот македонски представник на летната археолошка школа што институтот Јунус Емре ја организираше во Турција. Методов на археолошки ископувања не се разликува многу помеѓу Турција и Македонија. Она што за жал многу се разликува е презентација на археолошки локалитети. Тоа што можев лично да посведочам е дека турскава држава многу сериозно го сваќа културно наследство, многу сериозно работи на него и многу сериозно го презентира. Овие факти може многу лесно да се воочат од 2-3 локалитета кои ќе ги напомнам. Тоа е римскиот град Зеугма, кој е многу блиску до Еуфрат и кој е делумно уништен поради градење на брана. Но делов кој е уништен е комплетно, првично е комплетно истражен, потоа е изграден сосем нов музеј, огромен нов музеј, кај што деловите кои се заштитени и извадени од уништеново подрачје се презентирани и достапни на јавноста. Не само што предметиве и музејциве се достапни, туку и целиот град е реконструиран во тој музеј. Другиот пример кој може да го спомнам е од локалитетот Карахан Тепе, кој што се наоѓа во близина на сирискава граница, кој и покрај тоа што се наоѓа во скоро пустинско подрачје, можеме да видиме дека освен воена караула, веќе почнува Министерството за култура да гради музеј и културни услови да посетители можат да доаѓат да го видат. Тоа е доказ колку турскава држава знае да го цени своето културно наследство и колку е сериозна во нејзиниот пристап да го промовира. Археолошките локалитети можат да бидат вистински двигател на културниот туризам, но за да се постигне тоа, потребна е стратегија, вложување и визија за државата да ја претвори својата историја во современа приказна достапна за целиот свет. Пример можеме да земеме од Скопје, го имаме акведуктот, го имаме Скопско кале, го имаме Скупи како огромен римски град. Некако државата и стручни лица мора заедно многу посериозно тоа да го направат. Уште потрагичен момент е што на една рака може да се избројат достапни археолошки локалитети до туристите, но и до македонската јавност. Тие локалитети треба да бидат комплетно достапни на туристиве, треба да имаат основни услови за нивна посета, пат, паркинг, место за освежување, тоалети, сувенирници, значи све што опфаќа денешна модерна презентација на локалитетиве. Институтот Јунус Емре од Скопје преку бројни активности работи на културно поврзување меѓу Македонија и Турција. Само ова лето беа организирани 5 различни летни школи за археологија, турска кујна, мода, современа турска уметност и турски јазик. Представници од Македонија учествуваа на програмите во Турција, а археолози од целиот свет ги посетија најзначајните турски локалитети. Гостите кои доаѓаат од странство, особено од Турција, не сакаме да ја запознаат само османиската оставнина тука, туку и културното наследство од Римската империја, Византиската империја или од периодот на Југославија. Сакаме да ја запознаат Македонија во целина и да се огледаат дека оваа земја има многу богата култура и историја. Колку што е можно, им овозможуваме да дојдат во допир со различни култури, да посетат разни музеи и подобро да ја запознаат Македонија. На тој начин сметаме дека олеснуваме правилната меѓусебна спознајност меѓу двете земји. Дилбер вели дека оваа година во Истанбул угостиле околу 750 учесници на летните школи од приближно 80 земји кои ги реализирале во 5 области. Голема е веројатноста оваа година покрај модата, современиот дизајн, археологијата, книжевноста и турскиот јазик да организираме и летна школа за музика, бидејќи балканските луѓе многу ја сакаат музиката. Во таа насока, преку едукацијата во Турција, сакаме да им обезбедиме поддршка на одредени полиња.
Тука веќе имаме блиска соработка со музичкото училиште. Со нив ќе организираме и работилници, ќе отвориме курсеви за инструменти. На тој начин, за културно зближување на луѓето од двете култури и од двете земји, ние секогаш сме поддржувачи и сме подготвени да бидеме посредници. Културното наследство може да биде силна движечка сила за развој на туризмот и меѓународната препознатливост на Македонија. Но за тоа да стане реалност, потребно е институциите и стручната јавност заеднички да изнајдат начини за негово модерно презентирање и целосна достапност. Македонија ја има приказната. Останува само таа да биде раскажана на вистински начин.